Dobar den, dragi učenici. Ja sam nastavnička Tatjana i работам во Основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во Скопје. Денеска заедно ќе имаме час по математика и ќе се запознаеме со диаграм, односно со столбест диаграм. Цели на часот се да се запознаете со начинот на кој се собираат, подредуваат и внесуваат податоците во табела, да научите да користите столбест диаграм за да групирате податоци и објекти и да одговарате на прашања со издвојување и организирање на податоците или предметите со користење на диаграм. Ке започнеме со една приказна. Бабините цвеќенца. Пролет. Малечката Ана овој викенд отиде да ја посети својата баба Мира, која живее во село. Таа има многу убав двор со многу разнобојни цвеќиња, дрвца и една жуборлива фонтана. Незиниот двор е како од бајките. Денес Ана излезе во дворот да се радува на разнобојните цвеќиња, сонцето и домашните миленичиња што ги чуваше незината баба. Тоа беа две убави маченца. Но Ана не можеше да ужива додека не ја исполни својата обврска. Наставничката ѝ зададе домашна задача да собере податоци, да направи диаграм и да постави прашања кои ќе се одговараат читајќи го диаграмот. Ана седна под едно расцутено дрво и почна да размислува како да се организира, какви податоци да почне да собира. Тогаш ги погледна разнобојните и разновидните цвеќенца во дворот и се досети. Ке ги преброи цвеќињата што ги има во дворот на незината баба, барем делот кај оградата, бидејќи баба Мира има цвеќенца низ целиот двор и на терасите. Отрче во куќичката, ја зема тетратката и приборот за работа, седна покрај фонтаната во удобната фотелја и започна со броење. Ајде, дајчиња, и ние да ја помогнеме. Ана во својата тетрадка нацрта ваква табела каде што ќе треба да ги внесува податоците од пребројувањето. Кога го пишуваме бројот на различните предмети во дадена група, тоа го нарекуваме податок. Еве ги нацрта и своите цвеќенца. Ајде да видиме како сега Ана ќе ги собере своите податоци. Ние ќе ја помогнеме со тоа што ќе броиме. Ќе почнеме од нарцисите, овие жолти цвеќенца, од десната страна. 1, 2, 3, 4, 5. Забележувате дека ги запиша како 4 исправени цртички и една легната. Тоа е така затоа што кога станува збор за броење на повеќе работи, многу е полесно после тоа да се преброи со 5, 10, 15, да се пребројува по 5. Одиме понатаму. Сега ќе ги преброиме жолтите лаленца. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Розевките. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Перуниките. 1, 2, 3. И белите цвеќенца. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Значи, Ана на овој начин со пишување цртички во табелата ги собра потребните податоци. Одиме понатаму. Еве табелата, сега веќе треба ние ова да го преброиме за да видиме колку цвеќенца има од секој вид посебно. Рековме 1, 2, 3, 4 и една легната цртка е 5. Запишуваме 5. 5, 10, 11, 12. Одлично. 5, 6, 7, 8, 9. Запишуваме 9. 1, 2, 3, 5 и 1, 6. Сега веќе имаме целосната табела и следува средување на овие прибрани податоци и информации. Важно е, дечиња, да научиме
како да ги организираме податоците и информациите што сме ги собрале. Постојат повеќе видови или начини на нивно прикажување. Ние денес ќе научиме како тоа се прави со помош на столбестиот диаграм. Еве како изгледа тој столбест диаграм. Тој е составен од неколку делови. Прво, кај стрелката црвена горе може да забележите, тоа е насловот кој ни кажува за што е наменет диаграмот. Во случајов станува збор за цвеќенцата во дворот на баба Мира. Од десната страна ја имаме легендата, која ни објаснува имињата на цвеќенцата во столбчето со соодветна боја. Еве, на пример, да кажеме, Перуника е цвеќето кое што го стои покрај столбчето со жолта боја. Еве го. Одиме понатаму. Друг дел од овој столбест диаграм е долната оска која што ги прикажува видовите цвеќенца. Во нашиот случај тие се нацртани. И последниот дел е од левата страна, тоа се податоци кои што ни даваат информација колку цвеќенца има од секој вид. Еве, стрелката ви покажува каде се тоа наоѓа. Столбестиот диаграм може да биде и ваков вид, односно хоризонтален. Тука ги имаме истите делови, само малку е променет редоследот на оските. Видовите цвеќенца се сега на исправената оска, односно се наоѓаат кај од нашата лева страна, додека бројот на цвеќенца се во долниот дел. Ние сепак ќе одиме со исправениот, односно вертикалниот столбест диаграм. Еве, Ана ги напише и своите прашања. Таа напиша 10, но ние ќе и помогнеме во одговор на неколку од нив. Да видиме како сега се чита од столбестиот диаграм. Прво прашање. Колку нарциси има во градината на баба Мира? Го заокружувам нарциси затоа што го потенцирам она што се бара. Веднаш ги наоѓаме. Нарцис, еве го со синото, и се наоѓа во првото столбче. Да видиме 1, 2, 3, 4, 5. Ние имаме 5 нарциси. Во градината на баба Мира има 5 нарциси. Многу убаво се гледа од оваа лента или столбче кое што го имаме тука. Второ прашање. Од кое цвеќенце има најмалку? Најмалку исто така забележуваме од самиот диаграм. Го бараме најниското столбче, а тоа е ова жолто столбче тука. И гледаме дека имаме само 3 цвеќенца и тоа перуники. Најмалку има перуники, вкупно 3. Колку лалиња има вкупно од двете бои заедно? Забележавме дека најмногу лаленца има. Еве ги, првото е овде, ова столбче, кај жолтите лаленца, и второто столбче е кај розевите лаленца. За да дознаеме што треба да направиме. Одлично, треба да собереме. Ајде сега да го напишеме и бројниот израз. 12 лаленца жолти плюс 9 лаленца розевки, тоа е еднакво. Верувам дека вие веднаш знаете и ќе одговорите, но ајде за оние на кои им е малку потешко, да ги нацртаме овие точкички кои ќе ни помогнат во пресметувањето. Нацртавме вкупно 9 точкички и ќе почнеме со добројување од поголемиот број, ќе додадеме помалиот број. Значи 12, па 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Од двете бои заедно во градината имаме вкупно 21 лаленце. Одиме со следно прашање. За колку се повеќе жолти од розеви лаленца?
Бараме повеќе жолти од розови лаленца. Тоа може да се види и во самиот столбец диаграм со тоа што одиме од едното до другото столбче и пресметуваме 9, 10, 11, 12. Ние добројавме 3 лаленца. Но ајде да видиме да го запишеме тоа и со бројен израз. 12 минус 9 е еднакво. Сега ќе ги нацртаме овие 12 точкички кои што од нив треба да извадиме 9. Имаме 12, треба да извадиме 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ни останаа само 3 точки, затоа што 12 минус 9 е еднакво на 3. И одговорот има 3 повеќе жолти од розови лаленца. Следното прашање. Колку има вкупно жолти цвеќиња? Ајде да видиме. Дали знаете како тоа ќе го видиме? Одлично. Значи, прво ги гледаме перуниките, затоа што бараме вкупно жолти, ги гледаме прво перуниките, 5 плюс жолтите лаленца, 12. Тоа ќе го пресметаме многу лесно, но ајде повторно со точките да си помогнеме. Повторно броиме од поголемиот, го додаваме помалиот. 13, 14, 15, 16, 17. Вкупно 17 жолти цвеќенца. Од кое цвеќенце има најмногу? Ајде да ве видам вас. Сопри го видеото, пронајди од кое цвеќе има најмногу и колку, а потоа провери. Ајде сега да провериме. Најмногу има од жолтите лаленца. Еве, оваа црвена линија ни покажува застанала на највисокото столбче, односно ни покажува од кој вид цвеќе имаме најмногу. Следно прашање. Колку вкупно цвеќенце има во градината на баба Мира? Како ќе дознаеме? Со тоа што точно ќе ги собереме сите овие податоци. Вкупно 5 нарциси плюс 12 жолти лаленца плюс 9 розови лаленца плюс 3 перуники плюс 6 бели цветчиња е еднакво. За полесно да пресметаме, ние ќе се послужиме со бројна оска. Ги ставаме прво 5 нарциси, на нив ги додаваме 12 лаленца, па 9 лаленца, па на овој начин одиме со 3 перуники, 1, 2, 3, така, и уште 6 бели цвеќенца, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и стигнуваме до бројот 35, што всушност е избирот на сите овие броеви, а и го дава одговорот на прашањето. Во градината на баба Мира има вкупно 35 цвеќенца. Така ние стигнавме до крајот на ова видео час и да видиме што научивме. Ние го научивме дека кога пишуваме број на различни предмети во дадена група, тоа го нарекуваме податок. Важна математичка вештина е да знаеме како да ги организираме податоците и информациите што сме ги собрале. И како да ги прикажеме нормално. Столбестиот диаграм ги покажува податоците во форма на правоаголни шипки, ленти или столбчиња. Тие столбчиња достигнуваат даден број на графиконот. Колку цвеќенца од различен вид имаше во задачата, толку ленти имаме на долната оска. Значи имаме 5 цвеќенца, 5 столбчиња, 5 ленти. Додека на левата исправена линија, вертикалната оска покажува бројност на секој од видовите цвеќенца, односно од секој вид ни покажува колку на број имаме цвеќенца.
И за домашна задача, работна тетрадка по математика, трет дел, страна 44, да се прочита столбестиот дијаграм и да се одговори на прашањата. Ви благодарам на вниманието. Довидување.